барањата на Каталонија за повеќе автономија, за повеќе фискална автономија и независност во последните години воопшто не наоѓаат на никакво разбирање последната декада од Шпанија, односно централната влада во Мадрид, и не наоѓаат на начин на кој прифатливо би било решението на барањата на каталонските сепаратисти за организирање на референдум за еднината на Каталонија. А проблемот е во недостатокот на вистински диалог помеѓу Мадрид и Барселона. Зошто го нема тој диалог? Каде ти ја лоцираш вината? Веројатно најголемата вина е во политичкиот систем на Шпанија, кој што предвидува територијалност на единиците и на политичкиот систем. Во смисла на Шпанија има главна доминантна партија во моментот и во последните неколку декади, тоа е Народната партија, која што има поддршка речиси во целата земја, освен во провинциите Баскија и Каталонија. Во Каталонија од секогаш други партии се на власт, порано партиите на централната десница, сега коалицијата на партии кои што се залагат за независност. Двете политички движења, односно двете политички струјења кои што имаат мнозинство, го хранат своето мнозинство од гласачите на различни територијални единици, при тоа доведувајќи се во спротивставени позиции, со спротивставени ставови кои што не наоѓаат простор за наоѓање заедничко решение. Европа денеска само имаше куса реакција каде што не го осуди насилството на шпанската полиција вчера во Каталонија. Зошто Европа не реагира како што се очекуваше од неја? Се очекуваше дека ако ништо друго ќе го осуди насилството. Однесувањето на шпанската полиција вчера беше шокантно и скандалозно. Исто така е и шокантно и скандалозно тоа што немаше јасна осуда од самата Европска комисија за реагирањето на шпанската полиција. Може би реагирањето на Европската комисија дека почитувањето на шпанскиот устав и на основните човекови права се од највисока важност, сакат на еден да кажам камуфлиран начин да го изразат незадоволството на начинот на кој што шпанската полиција му се спротивстави на мирољубивото население во Каталонија, но сепак одлуката на Брисел да биде неутрален на одреден начин или да не влегува во внатрешниот конфликт е скапо ќе чини Европската комисија. Овој проблем не е само проблем на Шпанија, овој е проблем на Европа. Влошувањето на политичката состојба во Шпанија, конфликтот помеѓу Барселона и Мадрид може да има економско влијание со самото тоа да го дестабилизира и еврото, односно еврозоната, а и да стане на тој начин политички проблем во Брисел. Што порано Брисел реагира, тоа подобро за себе си, односно за Европската Унија. Се плашам дека веќе станува доцна. Какви се твоите очекувања? Што ќе се случува во овие денови што следат? Постои огромна поларизација и емоциите се на екстремно високо ниво после случувањата вчера во Каталонија. За жал, реагирањето на шпанската полиција, оние шокантни примери на полициска бруталност кои што ги видовме вчера кон мирољубивото население кое што сакаше да го изрази својот граѓански протест преку одреден референдум, навистина уште повеќе ги влоши состојбите. Каталонските власти најавуваат дека ќе спроведат волјата на мнозинството гласачи, како што велат и според нивниот закон, укинат од Уставниот суд, планираат да прогласат независна Каталонска република овие денови. Во Мадрид има состанок на унионистичките партии кои што размислуваат за воведување во пракса на членот 155 од Уставот на Шпанија, кој предвидува укинување на автономијата. Укинувањето на автономијата на Каталонија би било навистина огромен земјотрес за земјата која досега воопшто никогаш не е примената. Оние добри познавачи на Каталонија тврдат дека каталонската автономност предатира уште пред Уставот од 1978 година. Така да се наоѓаме во една предконфликтна ситуација која што може да ескалира и да доведе Европската Унија во многу незавидна ситуација. Дали мислиш дека е добра идејата, каталонската идеја, дека Европската Унија треба да биде медиатор во оваа криза? Не сум сигурен дека Европската Унија може да се постави себе си како медиатор, затоа што на крајот на краиштата
во Европската комисија седат представници од Мадрид, од истата влада која што не покажува способност за диалог во последните 10 години. Ме потсетува на спорот помеѓу Македонија и Грција. Македонија сака да влезе во Европската унија, Грција е член. Европската унија се обидува на некој начин да го помогне процесот, но не може да биде медиатор. Се плашам дека токму врз основа на истиот принцип Европската унија ќе има проблем да биде реален медиатор помеѓу каталонските и шпанските власти. Веројатно Швајцарија, Исланд или нека друга земја би можела да биде поуспешна во улога на медиатор помеѓу двете страни. Последно прашање, Емил, што виде ти вчера во Барселона? Видов две реалности. Едната реалност утрото беше страф и шок, неверување кај населението за реакцијата на специјалната полиција, доведена од другите региони во Каталонија, која што насилно и брутално се обидуваше да го спроведе законот. Никој не го доведува во прашање не го доведува во прашање фактот дека полицијата треба да го спроведе законот. Што виде ти вчера во Барселона? Прво бев во една многу присутен во Барселона за време на една многу наелектризирана атмосфера. Видов две конфликтни реалности. Едната реалност на страф, на политичка бруталност, на непримерно насување на специјалните политички сили донесени од другите региони на Шпанија овде во Каталонија, кој што интервенира врз мирното население кое што сакаше да го изрази својот цивилен протест на одреден начин, организирајќи се во референдум. Од една страна и од друга страна видов одлучни граѓани кои што на мирен начин, мирољубиво, демократски сака да изразат својата желба за иднината на Каталонија. Она што исто така го видов е дека всушност тоа беше претежно граѓанска иницијатива. Каталонските власти може би има улога во спроведување на дел од организацијските возможности за референдумот, како на пример доставување на листата на гласачи или гласачките кутии, но во принцип на сите гласачки места граѓаните беа само организирани и сами го водеа процесот на идентификација и на гласање. Реакцијата на шпанските власти утрото или во текот на денот на многу места само ја влоши состојбата. Неверојатно е во денешно време во демократска земја насилно да се реагира од страна на полицијата за спроведување на закон. Постојат прашања од многу луѓе како требаше полицијата да се справи со невозможноста да ги одземе гласачките материјали. Во општество во кое што доминира демократија и човекови права, едноставно полицијата треба да им врачи на граѓаните писмо дека го прекршуваат законот, дека не им овозможуваат на органите на јавниот ред и да го спроведат законот и да ги поканат пред судските органи заради тоа спречување. Употреба на насилство само ја влошува ситуацијата и ја промени сликата на изразувањето кое што се случуваше вчера од манифестација на мир во конфронтација помеѓу Мадрид и Барселона.